Националниот проект на секој дете му треба семејство, кој е во организација на Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ, вчера преку предавање на Неготинчани им ги појасни сите детали поврзани со поимот згрижувачки семејства. За самиот проект поразговаравме со представникот на УНИЦЕФ Бенџамин Паркс. Ние во моментов спроведуваме кампања на национално ниво со цел пред се да мобилизираме поголем број на згрижувачки семејства и со цел на секое едно дете кое што е згрижано во институциите да му се возможи да живее во семејство. Денеска сме овде како што ќе бидеме во повеќе места низ земјата, ќе го зборуваме со локалната заедница, тука ќе биде и градоначалникот и пред се сакаме значи да им пристапиме на сите оние луѓе кои што сметаат дека ќе може да станат згрижувачки семејства. Кратка дефиниција за тоа што представува всушност згрижувачко семејство. Згрижувачко семејство е семејство кое што се грижи за дете кое што не е во можност да живее со своето биолошко семејство. Овие деца вели порано беа сместувани во детските домови, но меѓутоа покажано дека детските домови и не се најдоброто место за овие деца, бидејќи на овие деца им е потребна љубов, им е потребна комуникација, им е потребно чувство на припадност и токму затоа сметаме дека најдоброто решение за тоа се згрижувачките семејства. Што покажува досега кампањата, оному каде што бевте, каков е одзивот? Има ли интерес за згрижувачки семејства? Ќе кажам дека одзивот навистина е огромен во првите неколку седмици од нашата кампања. Веќе има 200 барања поднесени до центрите за социјална работа и до сите оние телефонски линии кои што им стојат на располагање на граѓаните кои што сакаат да станат згрижувачи. На настанот беа представени и условите за семејствата кои сакаат да згрижат деца со напомена дека семејството може да се грижи за детето до неговата 18 годишна возраст, колку што дозволува Законот за згрижувачки семејства. Свој излагање имаше и представникот од Министерството за труд и социјална политика Елка Тодорова. Што сакаме да постигнеме со оваа кампања? Сакаме, значи, на децата да им обезбедиме услови за живење кои што се најслични на природната семејна средина. Затоа што без своја вина со овие деца си поиграла судбината. Дали во различни причини истите се напуштени или пак се одземени од страна на нивните родители. Институцијата не е место убаво за живење на децата. Таму кај децата нема ведрина, радост, среќа. Затоа ни е потребно секаде да имаме згрижувачки семејства. И посебно е добро во секој град да си има свое згрижувачко семејство, затоа што за децата најубаво да си останат сместени таму од каде што потекнуваат. Во Македонија имаме ние традиција околу згрижувањето. Ова функционира уште од 1961 година, кога се појавија во Скопје и првите згрижувачки семејства, кои по 30 години ја извршува оваа функција. Меѓутоа, немаме доволно во сите делови на Македонија развиено, затоа со оваа кампања ги посетуваме сите градови и вечерва сме тука во Неготино. Се надевам дека после оваа кампања, врз основа на многуте позитивни примери кои што имавме прилика да ги чуеме како на задоволни згрижувачи, така и на среќни и ведри деца кои што израснале во згрижувачки семејства, дека и во Неготино ќе се отворат вратите за децата и дека ќе се појават згрижувачи кои за жал во овој град се уште ги немаме. Целосна поддршка на овој проект даде и градоначалникот на општина Неготино Тони Делков. На почетокот би сакал да потенцирам дека имате мојата целосна поддршка за спроведување на овој проект, прво како човек и како родител, а потоа и како градоначалник на општина Неготино, бидејќи вашата цел е навистина хумана, да ги информирате и стимулирате граѓаните кои сакаат да згрижат барем едно од околу 200 деца во Македонија кои во моментот чекаат да добијат свое семејство. А токму тоа е и целта на кампањата што во овој период се спроведува. Покрај обезбедувањето на нови згрижувачки семејства, паралелно да се подигнува свеста на јавноста дека секое дете има право да расте во средина обкружено со неопходна грижа. Нега и поддршка кои им се повеќе од потребни на децата, бидејќи престојот во семеен дом и во голема институција е драстично различен. Со спроведувањето на кампањата за постапката за станување згрижувачко семејство, улогата на згрижувачите
и обврската кон децата, како и други прашања кои се однесуваат на заштита на децата, правата и одговорностите. Се надевам дека и во Неготинскиот центар за социјална работа ќе се пријават семејства заинтересирани да згрижат и да им подарат љубов на децата без семејства.